А сега дојде еден момент во кој како веќе да не е потребно ни знаење, ни како да кажем, ни совет, ни стручен совет од интелигенција. Јас некако не го мерам времето во години, го мерам времето во песни. Правиш чуда некогаш за да стигнеш до пари. Тешко е, ама не велам само за радијата. Кај нас во Македонија е тежок секој бизнис. Луѓето ќе одат таму каде што им се обезбедува подобро работно место, каде што повеќе ќе ги платат, каде што нивното семејство или нивните блиски ќе имаат поголеми шанси за напредок во повеќе аспекти. Ја молам Бога да дојде денот кога ние ќе се споиме бар малку со Европска унија, да почнеме било што натаму. Во психологијата на оние кои сакат да владеат е всадено чувството на нарцизам. Гледате Трилинг. Честит 1 мај за оние што ги создаваат и ги менуваат критериумите за тоа што е труд, како се создава вредност, кои се новите производни сили. Ми се чини дека штрајкувањето и скарите одамна не се мерило за трудот како вредност. Има и луѓе и креатори кои со пишаниот збор се работници со својот труд. Овој пат писателите. Венко Андоновски, еден од најпознатите и најчитани автори од средната писателска генерација. Со праизведбата на неговиот драмски текст "Мачки на глава" се одбележа 8 децении драмски театар. Професорот и академик Венко Андоновски во интервју за Трилинг подсетува и за Горан Стефановски и неговото диво месо. Војните се враќаат, а тие секогаш се знак за шизофренија. Мислам дека не сме мрнале ние многу чекор напред во однос на диво месо и она за што говори диво месо, особено на планот на растурање на семејството. Знаете, се смееме понекогаш со колегите од историја на факултетот, тие велат во Турско имало најголем данок 10-ток, а сега персоналниот данок ви е многу повеќе од 10-ток, нели? Да не говориме за другите даноци што ги плаќаме. Но имало и данок во крв, велат, нели? Јас се прашувам, зар не е данок во крв растурањето на семејствата, селење на младите луѓе од Македонија и така натаму. Така што, колку и да звучи песимистички, тоа е реално. Понекогаш реализмот се израмнува со песимизам и мислам дека тоа диво месо на Горан Стефановски, кој јас се обидов да го рециклирам, да го преместам низ времето и се прашав како денес би изгледало кога тој текст би се пишувал. Мислам дека тоа диво месо уште ни стои и дека не ни е решено. Зошто не сме мрднати од статус-ко позицијата? Па јасно е зошто, затоа што во оваа земја идеологијата излезе вон времето. Значи, од секогаш државите ги воделе политичари, идеолози, лидери, но од секогаш имале и умни луѓе крај себе. Сега тоа некако како да се, како да кажем, како да се отцепи политиката од државата, како да се стара некое самостојно предпријатие за фабрикација на политички вредности, главно се повторуваат празни фрази и егиди, но никој не покажува реален интерес да се промени стварност. Тоа си стана едноставно како што на времето символизмот беше само целна уметност, не заинтересирана за стварноста, така сега и идеологијата се занимава, да не речем политиката, нели? Зошто е истисната таа интелектуална мисла, научна мисла? Па затоа што е критичка. Знаете, во психологијата на оние кои сакат да владеат е всадено чувството на нарцизам. И тоа не говорам јас само за сега, од секогаш било така. Меѓутоа постоеле механизми кои тој нарцизам го ставале во некои нормални рамки. Не постои владател кој не сакал да биде фален и да се прави некаква имагологија од неговата појава и од неговата фигура, меѓутоа од секогаш имало и спротивни мислења, имало и критичка интелигенција, имало и дисиденти, а сега дојде еден момент во кој
како веќе да не е потребно ни знаење, ни, како да кажем, ни совет, ни стручен совет од интелигенција. Нема потреба, се е политички диригирано од врвот и ние знаеме дека тоа доаѓа и од геополитичката ситуација. Целото интервју со писателот, драмскиот текстописец, романсер, университетски професор Венко Андоновски ќе имате можност да го следите во следното издание на ТВ магазинот Трилинг. Писателите се ехо на минатото, глас на денешницата, слики за иднината. Заврши сајмот на книгата. Изборот на најплоден писател е избрана токму Оливера Ќорвезировска со својот последен роман Тримари. Токму писателката Ќорвезировска неодамна беше гостинка во ТВ магазинот Трилинг. Еве сегмент од тоа интервју. Оно што е важно во нашата културна средина е што наградите што ги добиваме дека придонесуваат за видливоста. И во тоа смисла сметам дека со поголем акцент ставање на објективноста, на доследноста, на вербата во наградите, можеме да направиме придвижување квалитетните книги и да се читаат. Не зборувам само од аспект на човек што ја добил роман на годината. Овој роман доби 2 претходни награди пред роман на годината и овој роман доживеа своје Тримари, доживеа свое второ издание, веднаш после Рациновото признание кога го доби. Рацинова, а потоа и Стале Попов. За истиот роман За истиот роман, значи романот Тримари доби 3 награди, тоа се 3 награди годишни, што воопшто може да се добијат во Македонија. Јас сум горда на тоа, но сакав да кажам во контекст на вашето прашање околу тиражи. Тримари е таков каков што е кога сум го напишала. Мислам, без наградите немаше да доживее ни второ издание, ниту да стекне ваква широка не популарност, туку видливост би рекла. Значи наградите се тој фактор што ги придвижуваат нештата. Погледнав едно интервју на вашиот колега, почитуваниот и професор Венко Андоновски, меѓу другото тој вели: најпродавана книга во моментов може да биде она која е најглупавата книга, затоа што 90% од човештвото е заглупавено од политики и војни. На Венко нема што да му се проговори, да му се приговори, тоа е всушност диагноза во центар. Јас не би била толку строга како почитуваниот Венко Андоновски, ако наполно се согласувам со ова што го цитиравте. Сегам да кажам дека тиражите кај нас во Македонија се нешто што е многу комплексно. Не можеме да кажеме дека најдобрите книги се тие што најмногу се читаат и што имаат најголеми тиражи. Господја Ќорвезировска, дали денеска недостасува критичката мисла, она мисла која бара напор, посветеност, ослободена од целта да слугува или да некому да служи? Па, стана практика, како флоскула некоја стана, дека немаме книжевна критика, затоа имаме толку врева во книжевност. Ова не е далеку од вистината, бидејќи со згаснувањето на печатените весници и форматот на новинските рецензии како редовни, се наруши ритамот на брзата критичка реакција. Постои книжевна критика, се разбира, меѓутоа таа стана академска, поретка, излегува во специализирани списанија и навидум ни се чини дека не постои. Всушност тоа што не постои е брзата новинска критика. А брзата новинска критика ја нема, бидејќи едноставно во весниците веќе нема такви рубрики. На порталите и на приватните профили на социјални мрежи се појавува нешто што прилега на критика, но тоа некогаш е добро, а многу почесто е лошо, бидејќи секој веќе стана критичар за се, бидејќи полето за представување на сопствено мислење, колку е добро што е широко, толку е и ризично. Хиперинтелигентен, паметен е, сака истражува, љубопитен е. Секогаш сум го охрабрувал тоа да биде што пољубопитен, зашто така ќе научи. Знаеш како викам, јас скоро бев на едно место и разговаравме и викам, син ми најголемиот е 26 години. Значи јас 26 години не сум имал тврд сон. И ја не знам родител што откако ќе му се роди дете, после тоа може да има тврд сон. Тоа е уствари концерт на публиката за сите овие 30 години. Оние кои што не прателе до сега, мислам дека вечерта заслужуваат да поминат убаво и веројатно тоа си го доживуваат како публика, дека како свој концерт. Како свој концерт.